Во терористички напад во џамија во градот Крајстчрч на Нов Зеланд загинаа најмалку 49 луѓе, а околу 20 се сериозно повредени. Антиимигрантскиот крајнодесничарски чин го издигна теророт на ново ниво. Напаѓачот го пренесувал во живо на Facebook, пошто вирално се прошири на интернет, а го пренесуваат и австралиските телевизии. Уапсени се 4 лица, а напаѓачот е идентификуван како австралиецот Брентон Тарант, кој зад себе оставил порака со антиимигрантска содржина. Ова е ситуација без преседан во Нов Зеланд. Многу е тешко. Имавме ситуација со активен напаѓач. Имаме голем број загинати. Не можам да кажам колку точно, но се многу. Нападот бил изведен на 2 локации, во 2 џамии во Крајстчрч. Полицијата ги опколи локациите, имаме 4 уапсени. Иако не можам да дадам точна информација за загинатите и повредените, можам да кажам дека ова е јасно дека е еден од најмрачните денови на Нов Зеланд. Нападот бил изведен за предизвикување максимална штета за време на петочната молитва. Очевидци раскажале како бегале за да се спасат и виделе луѓе во крв пред џамијата Ал-Нур. Преживеани зборуваат за рафална стрелба и како напаѓачот му пукал на човек директно во гради, а на друг во главата. Се молеле да му снема куршуми додека ги масакрирал верниците. Слушнавме пукање од главниот влез на зградата. Сите потрчаа кон задната врата за да се спасат. Уште една џамија во предградието Линвуд е евакуирана, а според полицијата голем број жртви се регистрирани на 2 локации, но за тоа се уште нема детални информации. Најдени се и деактивирани поголем број на експлозивни направи на повеќе возила. Полицијата изведе 2 контролирани експлозии на возила во Окленд, но не се знае дали се поврзани со нападот во Крајстчрч. Властите ги советуваа сите џамии да затворат привремено, а пред нив и пред уште едно училиште се поставени вооружени полициски патроли. По тешко обезбедување е и болницата каде што се префрлени ранетите. Се уште не се знае колку вкупно напаѓачи имало, но уапсен е австралиецот кој оставил манифест во кој ги опишува намерите, крајнодесничарската борба и антиимигрантската идеологија. Освен повеќе европски, светски, крајнодесничарски и националистички групи и ликови, ги споменува имињата на повеќе историски војсковоци од српско потекло кои војувале против Отоманската империја, како Милош Обилич, а во видеото може да се слушне една српска песна посветена на војниот злосторник Радован Караџик и една германска песна. Фејсбук го отстрани профилот на напаѓачот, социјалните мрежи го отстрануваат вознемирувачкото видео од 17-минутниот масакр, но тоа вирално се шири онлайн и покрај апелите на полицијата да не се споделува. Се трага дали освен уште тројцата уапсени имало и други помагачи. Ова е најголем терористички напад во историјата на Австралија и Нов Зеланд.